За 7 години владење СДСМ не успеа да доврши ниту еден значаен инфраструктурен проект и покрај рекордното задолжување од 4,1 милиарди евра. Нивното управување со Македонија минатата година го заокружија со неквалитетна патна и железничка инфраструктура, а ветувањата се претворија во промашени рокови, несериозни планови и потрошени милиарди без резултат. Со оро и чочек дотерани како за на свадба, владини представници во 2018 година свечено ја отворија делницата Демир Капија Смоквица. Министрите на чело со тогашниот премиер Зоран Заев за 28 километри автопат направен од претходната влада се пофалија дека направиле пат по европски стандарди. Планот за живот на СДСМ ветуваше 600 километри автопат, но до 2022 година нема остварено ниту 5% од ветеното. Слично беше и во наредните 2 години до 2024. Од ветената модернизација, граѓаните и стопанството видоа само влошена инфраструктура и потрошени стотици милиони евра за неколку рехабилитации и проекти на хартија. Ковачевски не направи ништо за да го исполни ветувањето на Заев, од кого го наследи премиерското столче. Ниту се изградија 600 километри нови автопати, ниту пак излеговме на Бургас на Црно море и на Драч на Јадранско море. Заев пак ветуваше дека до 2020 година ќе биде готов Охрид-Кичево, а потоа следеше само пролонгирање на роковите. Не успеа тоа да го направи ниту Димитар Ковачевски, а ниту тогашниот министер за транспорт Благој Бочварски. И затоа Благој, еве го тука, стани Благој да те видат сите, дајте му поддршка. Патот Прилеп-Дреново беше започнат пред 2017 година и требаше да биде завршен до 2020. Меѓутоа, изградбата напредуваше многу бавно, а до 2024 не беше завршен целосно. Автопатот Демир Капија Смоквица беше започнат за време на владењето на ВМРО-ДПМН. Беше завршен под владењето на СДСМ. Слично на предходниот, автопатот Миладиновци-Штип беше отворен за време на СДСМ, но истиот беше започнат од предходната влада. СДСМ зад себе остави недовршени патишта и пруги, сомнителни долгови и фрустрирани граѓани. Сега новата влада настојувала на рекорден напредок во патната инфраструктура. На стартот на годината на 4 јануари официјално беше пуштен во употреба експресниот пат Страцин-Крива Паланка. На 17 јануари помина и првиот воз низ првиот дел од пругата кон Бугарија, кога и официјално беше пуштена во употреба пругата Куманово-Белјаковце. Трасата е дел од коридорот 8, односно прва фаза од железничкото поврзување со нашиот источен сосед. Делницата Градско Дреново во должина од 15,5 км и 1 км од делницата Фариш-Дреново, кои се дел од експресниот пат Градско Прилеп и официјално се пуштени за сообраќај. Забрзано гради и Бехтелиенка. Планирано е да се работи комплетно на целата траса Тетово-Гостивар во должина од 17 км, на Гостивар-Букојчани на приближно 17 км и на Прилеп-Битола на 25 км. За автопатите на коридорите 8 и 10D, кои ги гради Бехтелиенка, за 2025 година во буџетот на Министерството за транспорт се предвидени 130 милиони евра. Како што информираше министерот за транспорт Николовски, до почетокот на главната туристичка сезона во употреба ќе биде пуштен дел од автопатот Охрид-Кичево, од Врбјани до Охрид со исклучок на Ботун, а комплетно овој важен инфраструктурен проект ќе биде завршен до крајот на 2026 година.